Па ако почнеме од фрилансерството, например, прво што ми паѓа на ум е организација на сопственото време. Тоа значи дека можам да поминувам сега еве во овој случај повеќе време со детето дома, да работам додека спие навечер, не сум ограничена, можам кога сакам да отидам на прошетка во парк, не тоа само да биде за викенди. Втор аспект се финансиите, нели секако. Трет аспект можеби е таа желба, тој драйв за, бидејќи работиш за себе, цело време да се надградуваш, да го градиш системот. Тоа е нешто што ми исполнува и многу често додека работам на тоа, не го гледам како работа. Не чувствувам дека работам, сега треба да седнам и да работам, туку тоа во текот на денот ми се провлекува некако. Негативни страни, организација на времето, меѓутоа исто така немање на фиксно работно време, што значи дека некогаш и цело време работиш. Не знаеш нели до 4 ќе завршам, потоа сум слободен, тоа го нема.